Еден од предлозите е да дојде до формирање на така наречена национална платформа за безбедносна култура, превенција и рано предупредување на сите видови насилство кај децата и младите. Особено ова го правиме да немаме инцидентна реакција, туку едноставно да има системски пристап, имајќи во предвид дека и училиштата и училишните дворови треба да бидат безбедносна зона. Но и овде каде што се наоѓаме еленијата, каде што завршува одговорноста дел на јавната безбедност, а продолжува одговорноста на приватното обезбедување, и од тука сметам дека токму училиштата треба да ги претвориме во безбедносна зона, да се пречитаат протоколите во делот на безбедносниот сегмент на училиштата, бидејќи, например, ова училиште за нас има еден службеник за обезбедување, истиот училиште има 3 влеза. Женските деца се оние кои што се многу поемпатични, многу посензитивни, во многу поголема мера го извршуваат психичкото насилство, меѓутоа и се жртви на психичко насилство. Кога станува збор за физичкото насилство, најчесто машките деца се оние кои што во поголема мера го вршат, односно 12% од децата истакнале дека извршиле некаков вид на физичко насилство, меѓутоа дури 24 велат дека се жртви, 24% од децата се жртви на физичко насилство.